Градоначалникот на општина Газибаба Бобан Стевковски информираше дека утрово го задолжил директорот на јавното комунално предпријатие Газибаба да започне акција за расчистување на комуналниот отпад, кој се наоѓа на улиците низ Газибаба. Граѓаните се заложници на неспособноста на градоначалничката на Скопје во заминување и менаџментот на јавното предпријатие Комунална хигиена, и покрај тоа што надлежноста за управување и собирање на комуналниот смет на градот Скопје и јавното предпријатие Комунална хигиена, на кои граѓаните секој месец им плаќаат соодветен надоместок, тие го оставија народот да живее во смет, посочи Стевковски. Првиот човек на Газибаба додаде дека за ваквата состојба одговорност мора да има. Иницијативата Стоп за Вардариšte информира дека во сабота 27 септември во 7:30 часот наутро од мостот Близнак заедно со градоначалникот на општина Аеродром ќе ја посетат депонијата Вардариšte. Тие јавно ги повикуваат надлежните на останатите институции до кои, како што велат, имаат обратено да им се приклучат кај мостот Близнак и заедно да го посетат Вардариšte, се со цел да им ги презентираат конкретните мерки кои ќе бидат превземени веднаш, а не после локалните избори. Протестите, кои од денеска се одржуваат 2 пати дневно, како што појаснуваат, ќе продолжат и понатаму. Ги повикуваме сите граѓани да ни се приклучат за да го бараме заедно уставно загарантираното право за здрава животна средина, следствено и за ист воздух, што е приоритет за сите нас, додаваат од иницијативата. Градоначалникот на општина Бутел Дарко Костовски утрово изврши увид во изградба на подпорниот зид на улица 50. Поради одброни и пропаѓање на улицата, неопходно беше да се изврши санација на оштетениот дел и со изградба на подпорен зид да се спречи понатамошно оштетување на улицата, која предизвикуваше небезбедно движење на граѓаните. Со овој подпорен зид ќе се обезбеди дополнителна сигурност на објектите на граѓаните и заштита од можно лизгање на земјиштето, порача Костовски од терен. Овој проект беше едно од најголемите барања на граѓаните од ова населено место, кој ќе се реализира и покрај сите проблеми со кои се соочивме со техничката документација, додава првиот човек на општина Бутел. Градоначалникот на општина Газибаба Бобан Стевковски информираше дека се обезбедени нови прочистувачи на воздух во градинката 25 мај, за како што вели поздрава и почиста околина за нашите најмили, со цел обезбедување на поквалитетни услови за престој и грижа за здравјето на децата. Во градинката 25 мај, клоновите Пониво, Хиподром и Морковчево и Румлери се поставени вкупно 20 прочистувачи на воздухот. Првиот човек на Газибаба истакнува дека инвестирањето во чист воздух значи инвестирање во здравјето на децата и е нивен приоритет. Градоначалникот на општина Аеродром Дејан Митевски информираше дека во изминатите 3 дена успеале да соберат 24 тони комунален отпад од домаќинствата во Аеродром, работа која градското комунално предпријатие не е извршило. Ова беше возможно само благодарение на ангажманот и трудот на работниците на јавното предпријатие за комунални дејности на општина Аеродром. Сепак свесни сме дека поради оваа вонредна ситуација, може би беа запоставени редовните активности: чистење на плочници, тротоари и сервисни улици, косење, гребење и уредување на зеленило, празнење на кантите за джебен отпад, собирање на лисија, гранки на неколку места и кабаст отпад, вели Митевски. За целата оваа состојба поднели кривична пријава до МВР и основното јавно обвинителство за загрозување на животната средина. Ова не е само прашање на отпад, ова е прашање на достоинство, на здравје и иднина, посочи Митевски. Таму е Скопје, град мој убав лише, што ми расу тесни. Вечно ќе ја